Добро вечер. Има ли доволно родилишта во Македонија? Во каква состојба се постоечките? Останете со нас. Помалите општини во Македонија останаа без родилишта. Најпогодена е Источна и Централна Македонија. Родилките се уплашени. За да го донесат на свет своето дете, се принудени да патуваат во поголемите градови и регионални болници. Но и таму условите се катастрофални. Владимир Тевчев ја отсликува ситуацијата на терен. Лиле Мајсторова, Амела Зорнич, Елеонора Груевска, Јасмина Богдановска, Менка Апостоловска. Овие жени повеќе не се меѓу живите. Починаа давајќи нов живот. Ова се само дел од родилките кои во последните 2-3 години ги загубија животите на породилниот стол. Одговорност не понесе никој, иако државата призна дека во некои болници породилиштата се во катастрофална состојба. Така е во поголемите градови. Но уште позапрепастувачки звучи податокот дека во помалите како Неготино и Демиркапија, во кои живеат преку 25.000 луѓе, породилишта воопшто нема. Во општина Демиркапија, која што брои 5.000 жители, Неготино 20.000 жители, има само еден гинеколог. Породилиште нема, што значи родилките се обврзани или да мора да патуваат по 30 км до Кавадарци, да таму се порага, заради тоа што тоа е единственото породилиште во регионов. Ова информација не поттикна да појдеме во Неготинската болница за да прашаме зошто е затворено породилиштето кое работеше до пред 5 години. Но на наше огромно изненадување, проблемите настанаа уште на портирница. Од еден телевизија. У кругот се сакат да сликат нешто и сакат со вас да разговарат. Така. Значи никому ништо, нема да снимат, нема ништо. А отидеме како пациенти таму? Кај чудиш? Па ме боли ногата например. Оди. И кој чудиш само? Па не знам, ќе говорам доктор некој. Па не, сега тука така ти што сакаш. Сега треба да нагоревиш и работиш. Па не, ја не познам никога, ме имам главни проблеми си тука што треба да дозволат проблеми, ми се лоши на пример. Се лоши, ќе викнеме брза помош, ќе дигнат од тука и готово. За среќа брза помош не ми требаше, но останавме без снимки и официјални информации зошто неготинските родилки мораат да патуваат 15 на минути до Кавадарци, каде што се породуваат. Во Неготинската болница не ни беше дозволено да снимаме. На портирница ни се заканија дека ако тоа го направиме, ќе ни повикаат полиција. Кријат ли нешто надлежните во оваа болница? Зошто директорката одби да не прими, одговор немаме. Но пациентите, иако исплашени да зборуваат јавно, срамежливо признаваат дека е опасно град како Неготино да остане без породилиште. Мора да има родилиште толкова општини и со села околу Неготино да биде без породилно. Приморани се си тука Кавадарци да се породуваат. Мислите ли дека град со 20.000 жители треба да има породилиште? Па би требало да има. Би требало да одиш у друг град, одиде на друг град, би требало да има. Во Демиркапија, градче со 5.000 жители, нема ниту гинеколог. Трудниците на преглед одат во Неготино или Кавадарци, често дури и до Велес. Проблем ли е тоа за Па проблем е. Зошто? Па далеко е. 18 километри во Неготино не е многу безбедно и ги припраќат во Кавадарци. Понесен од своето искуство како лекар, Оливер Недев вели дека Неготинското родилиште мора повторно да се отвори. Простори има, веројатно, да се доекипира со потребни инструменти и кадар и тоа одделение е и како потребно за општина Неготино и Демиркапија. Но друг проблем е исправен пред надлежните, недостигот од гинеколози и опрема, и тоа во големите регионални болници. Од сите родилишта во земјава, најалармантна е состојбата во Штип и во Велес. Во Штипското родилиште од потребните 6 гинеколози има 2 и само по еден ЦТГ и ехо апарат. Па така, ако има 2 породувања истовремено, апаратот се шета од една до друга родилка. Во Велес има 2 ЦТГ апарати и 4 гинеколози. Сепак во црната слика на македонските родилишта има и позитивни примери. Тоа е вонболничкото породилиште во Валандово. Гинекологот Димитар Гетов е вистински Дон Кихот. Иако има своја приватна ординација, склучил договор со фондот да ги пораѓа трудниците од овој регион. Поради неговата посветеност, пациенти доаѓаат дури и од Гевгелија. Овде се извршуваат породувања кои што се некомплицирани, кои што не се ризични. Се што е покомплицирано се препраќа на време во соседните медицински центри, претежно на гинеколошко-акушерското одделение во Струмица. Гето вели дека акушерството е една од најкомплицираните гранки на медицината, каде што 2 и 2 не се секогаш 4.
Тоа е дополнителна опасност и за родилките, но и за персоналот во вонболничките породилишта, каде нема ниту операциона сала, ниту анестезиолог. Во вонболничките породилишта буквално сте вие, значи лекарот, специјалист, акушерката и гинеколошкиот стол, односно родилниот стол и пациентка. Но и покрај ризичната работа, овие лекари од фондот добиваат смешна сума пари. За извршено раѓање, фондот му наплаќа 1440 денари. Тоа е смешна сума за завршената работа, но тоа е реалност. Сепак, ова е премалку за позитивна оценка кога се во прашање породилиштата во Македонија. Смртните случаи кои во последно време зачестија го потврдуваат тоа. До пред 12 години државата водеше статистика според која на 100.000 раѓања просечно починуваат 11 родилки. Официјална бројка денес нема, но само лани починаа 10 жени. Алармот е вклучен, на потека државата која мора да го свати овој проблем многу посериозно од досега. Македонија е една од ретките земји каде што родилки се уште умираат од искрварување. Се пораѓаат по несоодветни услови. Во некои помали места само со акушерки. Нема породилна сала ниту анестезиолог. Државната гинекологија остана без кадар. Од 15 родилишта сега има одвај 9. Христена Антоска има повеќе. Некогаш 15, денеска едва и 9 родилишта. Во Македонија или беа затворени, или родилишта воопшто немало и во градови во кои живеат илјадници граѓани. Државата одлучила дека се економски неисплатливи. Бебињата во Валандово, Богданци, каде некогаш има и по 300 раѓања во годината, доаѓаат на свет во вонболнички породилишта. Таму нема гинеколог ниту соодветни апарати, работат само акушерки, нема породилна сала ниту анестезиолог. Државната неонатологија остана без кадар. Нема кој да работи ниту во регионалните гинеколошки центри, а камоли во помалите населени места. А злото некогаш не прашува 3 пати за да затропа на врата. Се пораѓаат на пат до болница или умираат поради лошите услови. Мора да има обезбедено 24-сатно персонал. 24-сатен персонал. Тука спаѓа и детски доктор, или неонатолог, и гинеколог, и анестезиолог. И трансфузија, да има можност за брзо добивање на крв. Затоа што у нашите услови жените најчесто, родилките најчесто умираат од искрварување. Најчесто, а у свет е мало другче. У свет умираат поради емболии, тромбоемболии, али кај нас се уште најчесто умираат поради искрварување во тек на породувањето. Токму поради зачестените смртни случаи на родилки, комисија од неколку лекари ги посети македонските родилишта. Ситуацијата била катастрофална, дури и во поголемите градови кои прифаќаат родилки од целиот регион, имало само по 1 до 2 гинеколози. Најголемиот проблем е кадрот. Значи, сепак кадрот не така лесно се наоѓа и не така лесно се свара. Тоа не е роба да ја купиш во некоја фирма. Тоа треба време, треба да се вложи. Факторот време е во прашање. Скоро сите градови кои се над 5000 жители имат услови за раѓање. И тоа пак ќе се вратиме кај кадрот. У Старчеви набројам, да речеме, недостаток на кадар е у Дебар, у Гевгелија, у Штип и у неколку други општини. Да речеме, ако е Штип клиничка болница со 23 гинеколози, тоа е. Во услови на недостаток на кадар, наместо начини како да се вратат вработените во јавното здравство, државата прави математика на сметка на животот на родилките и бебињата. Од каде да скрати, каде да дополни со медицински кадар. Онаму каде имало мал број на раѓања на годишно ниво, ставиле клуч на вратите, одлучиле да ги повлечат гинеколозите. Некаде воопшто немало можност ниту да се отворат родилишта. Нема резон да држиме и акушерка и гинеколог да седат во ростуче, која истиот може да го искористиш во Дебар или во некоја друга здравствена установа. Значи и финансиски некако нема резон гинеколог да седи цела година, 2-3 за еден случај во не знам кое време би го имало тоа. Иако во родилните маки некогаш важна е секоја секунда за да се спаси животот и на бебето и на мајката, трудниците од местата каде нема родилишта се упатуваат во најблиските поголеми градови, а таму сликата е подеднакво поразителна. Повеќето родилишта функционираат на работ на минимум стандарди за безбедно породување. Во едни недостасува кадар, во други опрема, а во трети пак зградите повеќе личат на складилишта отколку на родилишта.
Познати се случаи кога и во регионалните болнички центри, во случај на 2 породувања истовремено, апарат се шета од една до друга родилка. Например, Штип. Штип е регионален центар. Од Велес треба да доваѓа, да кажеме, поризични случаи во Штип. А Штип има во момент 1,5, да не речам, не цели 2 гинеколози. Значи Велес е близко и Велес има многу малку доктори. И они работат и они се многу оптеретени. А Штип како регионален центар практички веќе не би можел да функционира како регионален центар од второ ниво. Затоа што треба да има одреден број лекари, одреден број усмени кои ќе дежурат, ер не може некој да дежура секоја ноќ или секоја втора ноќ. Во вакви услови во внатрешноста, Скопје станува преоптеретено. Сите родилки спасот го бараат во главниот град. Неофицијалните бројки велат дека 1/2 од раѓањата во Македонија се токму во метрополата. Се фаќаат врски, се препраќаат и случаи кои реално се со ризик, но и такви кои можат да бидат прифатени во регионалните болници. Да си ја работат својата работа, затоа што сме ние сега терцијарна здравствена заштита и сега пациентката не е од Скопје, па и е страв, пошто има некаков ризик, а нема индикација да се хоспитализира. Али да кажеме има ризик од предвремено породување, има ризик зашто поставка ниско, па може да прокрвари, па ќе ја прата тука да лежела у Скопје. Па ова не е прифатилиште, ова не е хотел, хотелски смештај, нити е па некоја добротворна институција. Тука треба да лежи пациент кој е стварно за клиника. Според професор Адамова, национален координатор за безбедно мајчинство, дополнителен проблем е недоволната обученост на медицинскиот кадар во внатрешноста. Со своите плати не можат да си дозволат следење на научни текови во медицината, односно посета на конгреси и стручни предавања. Нашите доктори од натрешноста, па да кажем, богами од Скопје, немаат сите можност да уплатат некој курс у странство или да идат на конгрес у странство. И за жал, констатацијата беше дека на прсти се бројат тие што имаат такви можности. И додека на родилките постојано преку кампањи и реклами им се наметнува колку е добро државното здравство, државните родилишта не се доволно добри за македонските политичари. Сопругите на поголемиот број министри, премиерот и владини функционери, пратеничките, се породуваат исклучиво во приватните болници. Развиените земји во светот имаат добро распространета мрежа на родилишта достапна до секого. Западните земји нудат можности за алтернативни начини на породување, како тоа под вода, а жените се третираат од сите аспекти – психолошки трауми, стравови до физички проблеми. Соседните земји ги осовременија своите родилишта. Сеат Ризвановиќ истражуваше. Породувањето се смета за еден од најважните сегменти во медицината во земјите со развиени здравствени системи. Условите за родилките, бебињата, но и нивните семејства се ставаат како приоритет при изведувањето на целата процедура. Особено се внимава на местоположбата на породилиштата. Во многу земји тоа е регулирано и со закон, според кој гинеколошките центри се распоредени равномерно на целата територија. Сепак за Македонија е интересна состојбата во соседна Србија, која има сличен здравствен систем со земјава. Таму се целосно реновирани сите државни породилишта, опремени се со најсовремена опрема, а воведена е така наречена baby friendly програма, според која се инсистира на давање на мајчиното млеко. Бидејќи сме во baby friendly програма, доколку бебињата се во ред, тие цицаат веднаш по раѓањето. Прво се ставаат кај мајката наградите за бебињата и мајките да се усетат меѓусебно, а тоа се прави 2 часа по раѓањето. Гинеколошко-акушерската клиника Народен фронт се смета за едно од најсовремените државни породилишта на Балканот. Во последните 50 години таму се породени дури 280.000 трудници. Сега годишно се изведуваат од 7.500 до 8.000 породувања. Освен одличните услови за престој во болницата, како новина е овозможено и присуство на родител или сопруг на породувањето. Пациентката мора само 15 дена пред породувањето да каже дека сака сопруга да биде со неа. Тој да извади брисеви бидејќи влегува во сала. Може да остане до крај, но доколку му се слуши, може да излезе и порано. Условите за породување во развиениот свет одамна не се тема за разговор, бидејќи се сметаат како надминат проблем. Сега таму се воведува хуманизирање на просторот, со што се овозможува попријателска атмосфера за трудниците. Лекари од Басет Лав болницата во Донкастер, Англија објаснуваат како се внимава на најмалите детали.
Филозофијата е жените да добијат што е можно понормална атмосфера. Например, во сите соби ставивме шкафчиња во кои ги скривме сите високотехнолошки апарати кои не се употребуваат во моментот. Пред и после породувањето, болниците во Америка организираат советување со родилките, каде освен со вообичаените проблеми, тие се запознаваат и со најмалите детали на болниците, со цел никакве изненадување да не им го зголемат и онака големото возбудување во бременоста. Бевте на турнеја во болницата пред породувањето? Да, а тоа доста помогна. Знаевме каде да одиме, на кој кат се собите. Не моравме да бараме ништо кога ни беше најтешко. Како различен модел за трудниците на Западот во последно време се актуализираат така наречените центри за раѓање, во кои родилките се третираат од сите можни аспекти. Се разговара за психолошките трауми и стравовите и за физичките проблеми. Но она што најмногу ги разликува овие центри е можноста за алтернативен начин на породување. Една од работите која најмногу ми одговара тука е грижата на персоналот, безбедната атмосфера која наликува на дома, а јас најмногу се заинтересирав за породувањето во вода. Според последните податоци во светот, стапката на раѓање просечно изнесува 20 деца на 1000 жители. Земја со најголема стапка на породување е Нигерија, додека најмалку деца се раѓаат во Јапонија. Но освен во стапката на раѓање, основна разлика меѓу државите е различниот третман на породувањето. Славниот англиски писател Чарлс Дикенс некогаш кажал дека секое ново бебе донесено на овој свет е поубаво од претходното, а односот на државата кон новороденчињата го дефинира и степеност на зрелост на самото општество. Смрт на родилки, страв да не се породат по пат. Вака ли ќе остане нешто што треба да биде приоритет на оваа држава? Останете во добро здравје, се гледаме за 7 дена.